Тамо од кај нас, од Скопска Црна Гора, кога се спуштаме надолу, има многу депонии. Ѓубре на секој чекор. Ама денес беше поинаку. Се е бело, чисто. Да. Нема никаде ѓубре. Покриено е. Библијата вели дека Бог го прави нашиот грев да биде побел и од снег. Снегот ќе се стопи до утре можеби и пак ќе се појави ѓубрето, ќе се види додека белилото со кое што Бог нас не обелува нема никогаш да се тргне и веќе нашиот грев нема да се види. А вистината е дека навистина по тоа белило, по тоа белина сме си тие пак, ние сме си грешните луѓе кои имат од Бог потенцијал дадено да се променуваат, да стануваат се посвети и посвети. Тоа бреме, тешко бреме на гревот и на сите наши обиди, на тој легализам, да се докажеме, да бидеме прифатени од луѓето, да бидеме прифатени од Бог, тие напори се тргнати. Во Христос имаме слобода. Џорџ Вашингтон, после завршувањето на граѓанската војна во Америка, напишал едно писмо на некој генерал, негов близок пријател, во кој ги споделил маките кои ги имал додека траела војната и вели, војната чувствав како тешко бреме на плеките, неподносливо бреме. Бреме под кој мислев дека секој момент ќе паднам, ќе бидам смачкан. И како да тонам во жив песок. Сега, откако се заврши и кога ќе погледам назад, осознавам дека само Бог е оној кој го симна тој товар од мене. Само Бог е тој кој што го реши големиот проблем. Само Бог е тој кој ме извлече од живиот песок. И навистина, само Бог може да ги реши тие големи проблеми. И мислам дека тоа искуство на председателот Вашингтон се однесува и на Павле, авторот на посланието до Галатјаните, во кој неколку пати спомнува за јарам, неколку пати спомнува за тешко бреме кое го носел тој и останатите евреи додека биле под законот. И тој споделува и овдека и во Филипјаните, споделува за тоа каков напор вложувал за да ги добие човечките пофалби, да се докаже пред своите сонародници како послушен на законот, послушен на преданијата, гонејќи ја црквата, убивајќи луѓе, затварајќи луѓе. Постојано со нови подвизи за да луѓето го пофалат и така да се издига во очите на луѓето. И сега вели откако Христос ми се откри, тоа бреме, тоа тешко бреме беше симнато од мене и сега сум слободен. Живеам под благодат. Мислам дека сите ние можеме да се поистоветиме, бидејќи сите ние порано без Христос сме живееле во тој надпревар да се докажуваме, тој легализам. Може би и не сме верувале некој во Бог, но постоела таа конкуренција, тоа ривалство, нови подвизи, за да се покажеме како поголеми и да бидеме така одобрени и прифатени од луѓето. Оние што верувале во Бог, но на оној народен начин, се труделе со ритуали, со обреди и така натаму, да се покажат како прифатливи, да бидат прифатени од Бог. Пред крстот, во Христос, тој товар паѓа, се симнува. И тоа беше основната тема на Павле во 3-та, 4-та, 5-та глава. Но дека во 6-та глава, каде што стигнавме, минатиот пат, гледаме дека тоа е неподносливо бреме, кое е симнато, и сега во слободата која што имаме во Христос, сепак продолжуваме да живееме со некој товар. Продолжуваме да живееме со некакво бреме. Но тоа бреме, за разлика од бремето на легализмот, нема за цел да нас смачка. Тоа е поинакво бреме. Минатиот пат говоревме дека Христос го прави тоа бреме да биде лесно
и да биде благо. Тоест, тоа е бремето на христијанскиот живот, бремето на христијанските одговорности, бремето на Христовиот закон. Тоа бреме е скроено, не да ни создаде товар и да не смачка, туку тоа бреме е скроено да задоволи потреба. Тоест, тоа е бремето на животот за кој ние сме создадени. Тоа е бреме кое носи спокојство на нашите души. Тоа е живот кој носи задоволство. И другото нешто што го видовме, почнавме да го разгледуваме, другиот аспект на бремето е што дека тоа е се носи заедно, се споделува тоа бреме. Првата заповед што беше напишана во првиот стих на 6 глава е да ги поправаме ние духовните оние што ќе паднат во грев. Тоест, тој јарем во кој ние сме впрегнати, Христов јарем, сите заедно го буткаме, сите заедно го влечиме. Сите ние одиме по духот, чекориме по духот, го следиме духот и во тој живот во духот сите заедно носиме товар и ако некој застране, ако некој падне, ако некој го загуби чекорот во дењето, останатите треба да го кренат, да го поправат и тој да се врати на тој пат на одењето во духот. Така постапува духовниот. И ние ќе видиме во продолжение апостол Павле ја прави јасната разлика на животот во легализам и резултатите од животот во легализам и животот по благодат и резултатите од животот по благодат. Христијанството е по благодат сме спасени и се живее по благодат, покажувајќи благодат кон останатите. Или ако можеме некако да го видиме, да ги така првите два стиха да ги означиме со нешто дека тој Христов закон или Христовиот живот, животот според Христовото учење, значи служење на другиот. Служење еден на друг. Ако законот значи служење на правила, Христовиот, Мојсеевиот закон значи служење на правила, Христовиот закон значи служење еден на друг. И тоа е она заповед, општата заповед во вториот стих. Поднесувајте го товарот еден на друг и исполнувајте го така законот Христов. Законот Христов се исполнува така што сите ние си ги носиме товарите еден на друг. И пак ќе кажам, не смееме да го заборавиме генералниот контекст во кој Павле ги пишува овие зборови. Генералниот контекст во кој ги пишува овие зборови Павле е проблемот во црквата во Галатија. Дошле јудејски христијани од Ерусалим, легалисти, кои велат вие треба покрај верата во Христос да го исполнувате и законот. Делата на законот. И гледаме дека таа состојба, тоа учење создава една состојба во која луѓето почнуваат да се надпреваруваат, едно ривалство, во кој има и кавги, во кој има и омраза, во кој има и завидување, во кој, или Павле вели, предупредува во 5 глава, вие се јадете, се гризете, но внимавајте да не се истребите еден со друг. Тоа е генералниот контекст, општиот контекст на книгата. И Павле овдека им вели, наместо да се јадете, да се гризете, докажувајќи се кој е поголем од другиот, вие треба да се ги носите товарите еден на друг. Во животот за Бог, во духовниот живот, вие не сте си еден на друг конкуренти, туку сте си браќа и сестри во едно семејство и како што се помага во семејство, така треба да се помагате. Таа состојба во црквата во Галатија е нормална кога има легализм. Зошто? Зашто легалистот не ги носи товарите на другиот. Легалистот се стреми тој да ги постигне
стандардите што се ги поставил, кој легализмот ги поставува. Секој си има своји стандарди, секој се стреми да си ги постави стандардите, има надпревар на докажување. И кога има обично надпревар на докажување, секој се обидува да ги создаде правилата, да ги направи правилата или да ја направи борбата потешка на другиот, за тој да биде поголемиот. Во легализмот треба секој да се покаже како поголем од другиот. Тоа е суштината на делата. Христос, или ова што го кажува Павле овдека, понесувајте се ги товарите еден на друг, е спротивно на она што фарисеите го правеа и Христос, нели, го кажа во Матеј 23:4. Фарисеите, книжниците, врзуваат бремиња тешки, мачни за носење и ги клават врз плеките на луѓето, а сами не сакаат ни со прст да помрднат, да ги помрднат. Тоа стават тежок товар на законот на луѓето, а тие ни со прст не сакат да ги помрднат. Тоест, тие со ништо не учествуваат во тоа. Создават напор, товари, но не помагаат со ништо. Легалистот е секогаш построг кон другите луѓе. А суштината на христијанството е спротивна. Суштината на христијанството е поставување на стандарди во Христос, секој се стреми да ги постигне тие стандарди, така што ќе зима повеќе од товарот, од заедничкиот товар. Зошто во христијанство нема докажување. Христијанот вели, или законите кои, или заповедите кои постојано представуваат и во Павловите, и во Петровите посланија е постави го другиот за поголем од себе си. Тоест, во христијанството треба да постои еден друг менталитет. Радост од постигањата на другиот. Зошто и самиот Христос, кога го зеде товарот на човекот, го зеде со цел да го направи друг човекот поголем од тоа што е. И ќе видиме, тој модел или Христовиот закон е всушност токму тоа, следење на Христос. Така се исполнува законот Христов. Законот Христов, реков минатот, можеме да го замениме со учењето Христово, животот Христов, Христовиот јарем, сето тоа е едно исто. Законот Христов, или примерот Христов, или животот Христов е носењето на товарот на другиот. Така го исполнуваме Христовиот закон. Ова фраза Христовиот закон се среќава два пати во Новиот Завет и во целата Библија, се разбира. Овдека еднаш и вториот пат во 9:27 Прво Коринтени. Овдека контекстот го објаснивме веќе. Контекстот е легализмот, во кој секој се докажува повеќе и го јаде другиот, го уништува. Во Прво Коринтени, посланието, 7, 8, 9 глава, проблемото е со аномијанството. Тоест, луѓето во Коринт неправилно го сватили учењето на Павле за слободата во Христос. Сега јас сум слободен од законот и можам да правам што сакам. И гледаме, некои почне да одат во храмовите и станувале делови на проститутките, тоест почнале да живеат со проститутки. Некои пак кажале, ние сме слободни, може да правим што сакаме, и јаделе идолски жртви и со тоа ги соблазнувале евреите. И Павле вели, да, навистина, идолските жртви не се ништо, меѓутоа вие го соблазнувате братот кој смета дека тоа е греф. И некој пак гледаме во тоа аномејство, во 7-8 глава почнале да живеат во неморал и така натаму. И Павле вели, не, Христовиот закон е нешто сосема поинакво. И во 9 глава Павле вели, да, јас сум без закон, сите сме без закон, но без Мојсеевиот закон, ние сме сега, јас сум под Христовиот закон. И таму го објаснав всушност што е Христовиот закон. Вели, јас кој сум најслободен од сите, станав роб на сите. Слободен сум од Мојсеевиот закон, но сум роб на луѓето. Ослободен сум од јаремот на исполнување на некакви правила,
но решив да станам роб на луѓето. И станувајќи роб на луѓето, всушност, љубовта е таа која регулира до која мера јас сум слободен. Да, јас сум слободен да правам, да јадам што сакам, меѓутоа, опасноста заради моите постапки, делото на Христос, да биде загрозено во животот на мојот брат или сестра, е причината јас да ја ограничам мојата слобода. Љубовта е поголемиот принцип од слободата. И љубовта всушност ме прави слуга на мојот брат и сестра. Ако мојата слобода го соблазнува и го уништува делото на Христос во другиот, тогаш јас ќе ограничам слободата заради љубовта кон ближниот. Зашто суштината на Христовиот закон е љубете се еден со друг. И Павле тоа го каже во 5 глава, кога им кога им пишува на галатјаните. Целиот закон се извршува во еден збор. Сакај го ближниот како самиот себе. Тоа е суштината на Христовиот закон. Сакај го ближниот како самиот себе. И таа љубов всушност нас не поставува во позиција да служиме на другите. Тоа е Христовиот закон. Да ги носиме товарите еден на друг. И тоа е суштината на христијанство е, или на благодата, во тоа е сосема спротивна на суштината на легализмот или на законот. Во законот има егоизам, себичност која води до гордост, возгордевање, јас сум поголем од другите. Во христијанство има благодат која води кон смирување и стигање на другиот. И тоа е потребно понисност. Да човек се смири и стане слуга на послабиот, на оној кој има потреба од нашето служење, да стане слуга или служител или роб, како што вели Павле, на оној кој има потреба, неопходно е смиреност. Самобендисаниот човек, тој нема да стане слуга на послабиот и на оној кој што има потреба од грижа или сочувство. И затоа Павле продолжува и вели. Зашто оној кој сам себе се смета за нешто, а не е ништо, тој се мами самиот себе. И кога Павле овдека пишува, тој ги има во предвид луѓето во Галатиската црква. Имало некои што се сметале за нешто. И Павле вели, тие се ништо. И се заблудуваат. Меѓутоа, ова е генералната вистина за нас. Ние сме ништо. Се сметаме за нешто, но во суштина сме ништо и дури Библијата грубо често пати ја покажува таа реалност во 103 псалм 14 стих оди дотаму во изнесувањето на таа вистина што не споредува словото со прашина. Вие сте прашина. Прашината ќе ја дувнеш, малку треба вода, ќе летнеме, пак ќе падне. Толку малку ќе се раздвижи и пак ќе се наталожи на површината. Тоа сме ние. Прашина. Малку ветер на суета, ќе се кренеме, додека не дојде првото искушение, првата неволја, која ќе не смачка. И дури, ако имаме постигање, ако имаме успеси, тоа е заради благодат. Тоа е по благодатта. Бидејќи Бог ни дал да успееме. Бог направил нешто. И оние кои осознаваат дека се ништо, а нешто се само по благодат, кои разбираат Божјата благодат, само таквите може да бидат доволно смирени да живеат со благодат кон другите, тоест да ја покажуваат таа благодат. И носењето на товарот всушност е покажување на таа благодат. Онака како што Христос го зеде нашиот товар, така по благодат, така животот по благодат значи да го земаме товарот на другиот. Служењето бара понисност. И на тоа патува следниот стих во кој што Павле вели: секој нека ги испита делата своји и тогаш ќе има пофала пред самиот себе,
а не пред другиот. И повторно овде кај го има во предвид оној легалистички контекст во црквата во Галатија. Луѓето се фалат, тоест се споредуваат едни со други, не се испитуваат самите себе си, туку ги гледат постапките на другите. Зошто? За да имат пофалба, да кажат, јас сум поголем од другиот. Таа суштина на легализмот, Христос многу јасно ја кажа со онаа парабола за фарисејот и цариникот, кога се молеа во храмот. Што прави легалистот? За да може да се пофали, да се покаже како поголем, тој себе си своите дела ги споредува со другиот, меѓутоа со кој друг? Испоредува со оној, со паднатиот, со оној кој е во греф. Во таа парабола, сеќавате, кога благодареше фарисејот, бидејќи е нешто поголем, кого спомна? Вели, ти благодарам што не сум како другите луѓе. Кои се тие други луѓе? Разбойници, несправедливи, прелюбници или како овој цареник. Сите со кои што се спореди овој фарисеј се луѓе во греф. Сите тие се во грешната категорија. Не спомна ни еден праведен да се спореди со некој кој е поголем од него, бидејќи со споредувајќи се со поголем, тој веднаш станува помал. И затоа Павле вели, вие кои се фалите, кои сметате дека сте нешто, испитајте си ги своите дела. И тогаш не за да имате пофалба во однос на другиот, дека сте поголеми, но пред самиот себе. Ти самиот себе си да се видиш во вистинското огледало. Треба да имаш вистински стандард за споредба. Што значи човек да се испита себе си? Што значи христијанинот да се испита себе си? Не споредувајќи се со другиот, туку оној живот што го имаме според Христовиот закон. Тоест, колку ги носиш товарот на другиот. Или плодот, или дали твојот живот е живот на плодот на Светиот Дух, тоест во твоето поведение, во твоите постапки, колку има љубов, радост, мир, самоконтрола, кротост и така натаму. Тоа е споредбата со колку го исполнуваме Христовиот закон. Тоа е да се споредиме самите себе со вистинскиот стандард. Инаку ние секој пат ќе си најдеме наш стандард, и тоа е суштината на легализмот, ти да си изградиш твој стандард, кој секој пат ќе го исполнуваш, дури ќе го надминуваш. И секој пат ќе имаш едно чувство на многу духовен и многу така успешен и многу голем. Споредбата со или вистинското испитување според Христовиот закон, дали навистина одиме по духот, никогаш нема да ни дозволи да се погледнеме себе си со некакво високо чувство дека многу сме. Веќе Христовиот стандард е многу висок стандард. И дори и ако во тој поглед видиме дека одиме напред, успеваме по благодат, нели? На крајот пак реакцијата ќе биде како во онаа парабола што Христос се кажа за слугите кои се направија како што треба, но нивниот одговор беше: ние сме слуги безполезни, зашто го извршивме она што бевме должни да го извршиме. Тоа сме ние. Само едни непотребни слуги. И така, за она што го правиме, ние одговараме само пред Бог, не пред другите. И на крајот на краиштата, ако ние сакаме пред другите, нели, од другите да го добиеме одобрението, тоа ќе биде пак едно краткотрајно одобрение за земјата, за многу брзо се заборава. Сите пофалби на луѓето се кратки. Денес ги има, утре ги нема. Денес не величат, утре веќе можат и да не нападнат. Тоа е вистината за земјата. Само она пофалба што ќе дојде од Бог е трајна, е вечна. Никој не може да ја загрози. Во таа пофалба никој не може да не засени. Она што во Божите очи ќе биде оценето како достојно за пофалба,
а ние гледаме дека во еден момент и Бог ќе каже, ќе даде пофалба, браво, навистина беше добро, таа пофалба никој не може да ја земе. И откако заврши таа общ принцип за носењето на товарите, во кој е потребно смиреност, Павле се сврта околу една индивидуална одговорност што секој си го има за својот товар. Како некој контрадикторно се овде да има во спорот со вториот стих, нема. Всушност, идејата на Павле овдека е да превенира ситуација во кој секој ќе очекува некој друг да му го носи товарот. Зашто често пати се случува и тоа. Еве, мене никој не ми помага, мене никој не ми го носи товарот, јас сам си го носам. Секој во тој јарем е одговорен да си го носи својот дел и така превзима и дел од другиот. И на крајот на краиштата, овдека Павле употребува два различни збора. Има семантичка разлика меѓу вториот и петиот стих. Зборот за товар во вториот и зборот за товар во петиот стих не е ист. Два различни збора употребува Павле. Например, во вториот стих е употребен зборот барос, кој уствари значи толку тежок јарем или толку тешко бреме што е невозможно човек сам да го носи. Потребно е повеќе луѓе да се вклучат и да ја завршат работата. Како и уствари вториот стих нели е продолжение на првиот стих кој говори за паѓање на човек во грев. Кога човек ќе падне во грев, кога е во испитание тешко, кога е во големи искушенија, има потребата од останатите. Треба помош. Додека во петиот стих зборот е поинаков и беше фортион, кој значи нешто како личен багаж. Се користи тој збор за оние ранци што римските војници ги носеле на грб. Идејата која овде дека секој во христијанскиот живот си ги има христијанските одговорности и треба да се ги врши тие одговорности. Треба да го превзема товарот на другиот, но и самиот тој има одговорност за своите обврски. Тоест, кога ние превземаме товари на другите, тоа се товари кои луѓето не можат сами да ги носат во својата суштина. По дефиниција се такви товари. Меѓутоа, тоа не значи дека во христијанскиот живот ние ги носиме сите товари на другите. Секој треба да се преземе одговорноста. Во христијанството нема место, нема простор за луѓе кои ништо не носат. А се случува честопати таква ситуација, луѓе кои сакат буквално секоја одговорност да ја пренесат на другиот, секоја своја одговорност. Ништо да не прават, да очекуваат се да биде направено за нив. Павле вели, не, секој си има свој товар, своја христијанска одговорност, кој треба да се извршува. Зашто на крајот на краиштата, ако не за друго, ако не за товарот на другиот, помагањето во носењето на товарот на другиот, на крајот секој ќе застане пред Бог и ќе даде отчет за тоа како својот товар си го носел. Зашто сепак индивидуално е проценката на товарот на другиот, но секој си ја знае својата одговорност и треба да се извршува својата мисија. Сепак на крајот сите ние ќе застанеме пред Христовиот суд, како што пишува во второ послание до Коринтијаните 5 глава 10 и 11 стих вели Павле, секој ќе застане пред Христовиот суд, пред Бема, за да даде отчет за се оно што сторил во тело, било добро, било зло. Секој ќе си даде отчет за тоа како си го носил својот товар. Секој да си го носи својот товар. Никој својот ранец не треба да го префрли на грбот на другиот, на братот или сестрата. И завршувајќи таа тема за споделување на одговорностите, товарите и така натаму, веќе го прочитавме ова, Павле не заборава, не пропушта да ја спомне и грижата што треба црквата да има кон проповедниците на Словото.
И така, оној што се учи на Словото, нека му дава дал од секој добро на оној што го учи. И тоа, овој стих, гледате, Павле го кажува во контекстот на учењето за носење на товарите еден со друг. Проповедниците на Словото го носат товарот да го проповедаат Словото. И тоа е товар. Не е лесен товар. Јаков вели колку е тежок тој товар која говори за учителите, нели? И одговорноста се биде учител на Словото. Но пак црковната заедница ја има одговорноста да носи еден друг товар, а тоа е товарот на споделување на материјалните работи. Основната задача на проповедникот на Словото, основната задача, првенствената задача е да го изучува Словото посветено, сериозно и да го проповеда тоа Слово одговорно. Светото писмо, Божиот збор е одговорна работа, е сериозна работа. Се работи за збор на Бог. Одговорна работа е правилно да се пренесе и зборот на човекот. Одговорна работа е правилно да се толкува и зборот на човекот, она што човек ќе го каже. Но крајно одговорна е работата на толкување на Божиот збор. Зашто тој збор е Божи збор. Тој збор не е безсмислен збор. Божиот збор е збор на живот и смрт. И затоа е потребно, неопходно е, да се посвети внимание, сериозност во изучувањето на Божиот збор. Божиот збор не трпи неодговорен однос од страна на проповедникот на Словото. Проповедникот на Словото ја има таа одговорност да го посвети сето свое време, сиот свој труд, за да може максимално правилно да го разбере тој збор од Бог, тоа послание, и максимално правилно да го пренесе на Божиот народ. Зашто во спротивен случај проповедникот нема да го пренесе Божиот збор на Божиот народ, туку ќе си пренесе свој збор, човечки збор. И во тој случај проповедникот ќе проповеда човечко слово. Слово кој нема сила да спасува, слово кој нема сила да променува, да преобразува. И луѓето во црквата треба да бараат, да инсистираат проповедниците да им го проповедаат Божиот збор. Треба да бараат проповедниците да бидат одговорни во изучувањето на Божиот збор. И ако не се случува тоа, ако го нема тоа во црквите, тогаш нема да има ни духовен живот, нема да има ни растеж, ќе си имаме клубови, може да бидат пријатни клубови, може убаво да се чувствуваме, но ќе бидат само клубови на луѓе кои се собираат да слушат човечки приказни. Тоа е истината. И за жал, современата црква се повеќе се претвора во такви клубови во кои бараат проповедниците на Словото да им кажат убави приказни, да им кажуваат интересни работи. Словото е жива вода. Божиото Слово е вода која прочистува. Човекот има потреба, велат лекарите, од 2 литри, 3 литри, литар и пол вода, зашто водата е таа која го детоксицира организмот. 2 литри вода, не 2 литра Кока-кола. Да, може би децата сакаат место чаша вода да им дадеш чаша Кока-кола. Некои пијат по 2 литри кафе. Медицината вели не. Водата е таа која го прочистува организмот. Вода треба да пиете. Луѓето доаѓаат до црква и велат сакам кафе, сакам Кока-кола, сакам нешто што е сладко да го пијам. Не, Словото
прочиства. Словото го прочиства нашиот разум. Ние го преобразуваме нашиот ум. Како? Преку Словото. Духот преку Словото го преобразува нашиот ум. Го преобразува нашето срце. А црквата пак треба да го преземе пак тој товар, да обезбеди на проповедникот услови, ресурси, да тој да може да се посвети на изучување на Словото. И тоа е споделување на тие одговорности, на товарите. Да. Товарот на проповедникот е еден, товарот на заедницата е друг. И во црквата има споделување на тој товар. И с тоа завршува Павле со таа тема на носење на одговорностите и продолжува со предупредувања или повторно навраќа на резултатите. Ако инвестираме во телото или инвестираме во духот. Ако одиме по телото или одиме по духот. Или овдека тој користи една земјоделска метафора. И вели, не лажете се, Бог не е за подигрување. Што ќе се посее човекот, тоа и ќе се жнее. Позната метафора, познат пример од земјоделството. За да жнее човек, земјоделецот, за да може да очекува дека ќе жнее, тој мора да посее. Ако посее повеќе семе, повеќе ќе пожнее. Ако посее пубаво семе, пубава жетва ќе излезе. Ако сака одредена култура да посее, ќе мора истата култура да ја посее. Ако сака да жнее пченка, не може да посее јачмен. И мајќи во предвид таа аналогија, Павле ја употребува за духовниот живот и ги предупредува галатјаните. Вие во црквата сеете во телото. Вие во црквата сеете кавги, раздори, се јадете. Не можете да очекувате дека ќе пожнеете мир меѓу вас и ќе пожнеете радост во црквата, дека ќе пожнеете некој благослов од Бог. Не, има принцип. И овој закон за сеење и жнеење, всушност, тој е вечен закон. Тој закон, кога го кажува овдека, Павле не се јавува со Христос, тој закон го има и пред Христос, и за време на Мојсеевиот закон, и во времето на Аврам, тој е генерален закон. Човек што ќе сее, тоа ќе жнее. Има еден законодател, еден судија, кој на крајот на краиштата праведно пресудува. Од твоето сеење ќе зависи твојата жетва. На евреите Осија им рече, ви сеевте ветар и сега ќе жнеете бура. Тоа тој и всушност овде дека предупредува Павле им вели на галатјаните, и вие сеете ветар сега. Внимавајте, жетвата ќе ви биде бура. Затоа не лажете се. Зборот не лажете се е исто така интерес. Тоест, Бог не е за подигрување, е интересен. Тој збор буквално значи човек да крене нос нагоре. А кревањето на нос во древноста, па и денес означува ароганција, тоест ароганција кон некого. Во конкретниот случај ароганција кон Бог. Бог мене ќе ми каже што да правам. Тоа е идеја. Немојте да се лажете. Бог не е за подигрување. Тоест, никој не може да го занемари Бог и да рече мене не ме интересира. Јас ќе следам други правила. Дори да го направиш тоа на крајот, ќе се измамиш саме, бидејќи мора да дојде резултатот, вистинскиот резултат од твојата желба. Не можеш ти да го игнорираш Бог. Не можеш да ги игнорираш Божите стандарди. Што ќе сееме, тоа ќе жнееме. И тоа е многу важно предупредување. Со тоа не зборавме пред почетокот на службата. Човек избира постојано дали ќе ги прави нештата по Божиот начин, според Божите принципи, или па ќе ги користи принципите на овој свет. И може да има успех, може да види некој резултат, но на крајот ќе дојде жетвата која според Божиот закон, според законот на он универзален закон што Бог го
со кој предупредува. Бог не е за подигрување. Кој се е во телото, од телото ќе пожне погибел, кој се е во духот, од духот ќе пожне вечен живот. И овдека всушност ги повторува Павле фразите од 5 глава. Кој оди по телото и кој оди по духот. Кој живее по тело, кој оди по дух. И резултатите се исти. Таму рече во 5 глава кој оди по телото, а плодот на или делата на телото се омрази, кавги, идолопоклонство, непријателство и така натаму меѓу луѓето, таквите вели нема да го наследат Божјото царство. Овде вели таквите ќе пожнеат погибел. И зборот погибел значи уништување. И ова е земјоделски израз, уствари, вели кој жнее во телото, на крајот кој ќе дојде време за жетва, ќе види дека се е уништено, се е исушено, се е изгорено. Тоа е вистинскиот збор овдека кој го употребува апостол Павле. Значи ќе ти пропадне се, ќе биде уништено, ќе умре сето тоа. А во 5 глава вели нема да го наследи Божјото царство. А пак оној што се е во духот ќе пожне вечен живот, живот во Божјото царство. И повторно, проблемот овдека во Галатија се непријателствата, конфликтите, докажувањата, или она до кој што води легализмот. И од кога дава тоа предупредување, дава и охрабрување. Затоа сега вие нека не ви биде здодевно, да не се уморувате, но правете добро, зашто ќе пожнеете жетва. Ќе дојде време во кое ќе ја пожнеете жетвата. И се продолжува со земјоделската метафора. Во земјоделството нема бутни прачка, пие вино, имаше на пост така. Се слушна е таа бутни прачка. Кога нешто не доаѓа веднаш, најме да кажем бутни прачка, пие вино. Нема такво нешто. Не постои. Земјоделецот има некаков циклус, знае кога треба да се и кога треба да очекува жетва. И жетвата не доаѓа веднаш после сеењето, а пак во духовниот живот дури нема таков календар во кој ти знаеш кога ќе дојде жетвата. Жетвата доаѓа кога Бог ќе реши дека треба да дојде. Жетвата е сигурна, но е според Божјиот план. И тоа прави да се умориме, прави да ни здодее, или како што Калвин пишува, сите ние страдаме од нашата природна марзеливост да ги носиме товарите на другиот и секој пат ќе си најдеме нешто друго да правиме, за да не ги носиме товарите на другиот. Светот ќе не искушува, светот ќе не разочарува, кај е резултатот, ќе не обесхрабрува. Но Павле вели да не ви здодева. Немојте да се уморите, сигурно ќе дојде таа жетва. Многу пати, очекувајќи жетва, која не ја гледаме, се принудуваме да почнеме со нашите трикови, така чисто човечки, со наши стратегии да направиме некој резултат, но тоа не е пак Божјиот плод. Ке има малку резултат на земјата, но во вечноста нема да остане ништо. Ке изгори, едноставно ке изгори. Ке отиде во погибелта. Резултатот е сигурен. И на крајот на кришето овдека Павле го има во предвид оној есхатолошки резултат, конечен резултат, кога Христос ќе дојде. Таму е вистинската жетва. И таму на вистина ќе пожнееме. Ако сме сееле по духот, ако сме имале сме посееле добро семе во животот, тогаш Бог ќе рече добро направено. Верен и добар слуго, влези во радоста на мојот Господар. И сигурно тоа било мотивот за многу луѓе во историјата на црквата кои до крај останале верни, продолжили, иако немало жетва во нивниот живот. Дейвид Ливингстон, познат мисионер. Нема некој во христијанство, верувам, што не чул за Дейвид Ливингстон. По големиот дел од животот го поминал во Африка. За него се вели дека таа доживотна служба, само еден човек поверувал и дури тој во еден период се откажал од верата. Меѓутоа, Дейвид Ливингстон поставя на таква
почва мисионерска, на која потоа работат илјадници мисионери и гледат богата жетва. Но во секој случај тој човек ја дочекал жетвата кога застанал пред Бог. Зато вели Павле, немојте да се разочарувате, немојте да се обезхрабрувате, да не ви стане здодено, да не се уморите, зашто таа сигурно ќе дојде во еден момент. И така додека имаме време, завршува со 10 стих на оваа тема, Павле, за взаимното помагање, исполнувањето на Христовиот закон, додека имаме време да им правиме добро на сите, а најмногу на своите по вера. Според параболата за добриот самарјанин, ние имаме одговорност секаде каде што ќе видиме потреба да помогнеме. Тоа е нашата должност. Меѓутоа, Павле овде става еден приоритет посебно на своите по вера и тука своите, всушност, зборот своите е оикос, кој значи семејство или дом. Тоест, на оние од домот на верата, од семејството на верата. И нели кажавме дека основната идеја на која се крепи целова 6 глава е илустрацијата за црквата како семејство. Ние сме браќа и сестри. Каква е смислата всушност, вели Павле, ако вие се јадате во црква, се гризете, се истребувате, а одите надвор во светот им помагате на луѓето? Нема никаква смисла. Каква е смислата на некој човек да се ги занемари децата, а дојде на сите питачи надвор, на сите деца што просат по раскрсниците, да им дава дејата, дома ги остава своите деца гладни. Нема никаква логика. И на крајот, што светот ќе каже? Овие се мразат, сеат, а нас не повикуваат и велат дојдете кај Христовата љубов. Примерот е црквата. Црквата е семејството, каде што ќе се види прво таа љубов. Јас имам такво искуство. Сум служел, например, доаѓаат луѓе во црква, веднаш нели се ставаат членови на собранието и доаѓаат собранието и таму кавги луѓето кои биле 3-4 месеци велат: "Шо ова? Кај дојдовме ние?" И си одат. Зашто во семејството, во црквата, нема да го видат она што им е проповедано на улица. Прво во семејството, вие прво, во своите, во домот, во вашиот дом Божи, во вашето семејство, покажувајте таа љубов, носете си ги товарите, правете си добро, а тоа не може понатаму да биде, не може да не биде покажано и надвор од црквата. И така. Затоа Христос рече: "Сакајте се еден со друг и така ќе познаат сите дека сте мои ученици." Но времето, вели Павле, е кратко, додека има време, правете го тоа. Зошто? Зашто не само што е кратко, туку не знаеме кога ќе заврши тоа време. Никој не знае дали утре ќе има време да го прави тоа. Дали утре ќе има можност да прави добро. Искористете ја секоја прилика. Секоја прилика да го носите товарот на другиот. Секоја прилика да се смирите пред другиот. Секоја прилика да носите, да го поправите оно што е паднат, обесхрабрен. Секоја прилика да ја поддржите службата на Евангелието, службата на проповед. И така да сееме во духот. Сето тоа е сеење во духот. И сето тоа на крајот носи вечен живот. На крајот на краиштата, како што кажав минатиот пат, Христос е тој кој е со нас во домот, тој е со нас во јаремот, и тој е со нас, и тој носи со. Тој го носи најголемиот дел. Тој дава силата да го правиме сето тоа. Тој ќе не држи да не паднеме и да не се умориме ако се држиме за него. Тој ќе направи, дури кога веќе колената почнуваат да ни подклекнуваат, да попуштаат, тој ќе направи да ни се обноват, да продолжиме да го правиме она што тој го бара од нас, да го живееме неговиот живот. Амин.